Добар ден, почитувани гости, драги колеги. Ми представува особена чест да ви се обратам денес на вториот Национален форум за здравје. Би сакала да ве поздравам и да го искажам моето задоволство што имаме можност да размениме идеи и искуства кои ќе ни овозможат понатамошно подобрување на здравствениот систем во земјата, особено оние поврзани со здравјето на мајките и децата. Би сакала во овој контекст да се заблагодарам на Министерството за здравство и Канцеларијата на Светската здравствена организација за организирањето на овој собир. Особена чест денес представува присуството на доктор Клуге, со што се искажува посветеноста на Светската здравствена организација за унапредување на здравјето кај нас. Dear Dr. Kluge, it is my esteemed pleasure to welcome you, and I would like to express my deepest appreciation for your support and for the continuous commitment of the WHO for the improvement of the healthcare system in our country. Здравјето на мајките, доенчињата и малите деца се уште представува значаен јавно-здравствен предизвик и покрај исклучителниот напредок во изминатиот период. Во прв ред, поради технолошкиот развој на гинеколошката и неонатолошката грижа, но и како резултат на подобрениот животен стандард. Зајакнувањето на здравствениот систем представува динамичен процес на сите нивоа. Сепак, сметам дека е неопходно да се даде посебен импулс за поставување на вистинско место на примарната здравствена заштита. Имено таа би требала да представува главен столб за унапредувањето на целокупниот здравствен систем, бидејќи одговара на најважните и превалентни потреби на граѓаните и заедницата. Верувам, сите ќе се согласиме, дека нема подобра можност отколку секој член на семејството да добие здравствена услуга од здравствени работници со кои живее во иста средина и ги дели истите заложби и вредности. Примарната здравствена заштита е така поставена да може да ги разбере потребите и спецификите на секоја заедница, нивната традиција и практиките. Треба да запаметиме, да бидеме свесни дека нема здравје без сестрите, болничарите, докторите и другите здравствени работници. Човечкиот потенцијал во примарната здравствена заштита е бесценет и треба да му се оддаде должното признание, да се инвестира во него, да му се обезбеди адекватна работна средина и почит која ја заслужува. Иако знаеме дека медицинските специјалности се насочени кон одредени органи или делови на телото, луѓето кои што ја бараат нашата грижа се комплетни личности. Поединците кои имаат потреба од здравствена услуга, без разлика дали се здрави или болни, заслужуваат холистички, интерсекторски пријод. Кога фокусот е на една личност и неговите, односно нејзините потреби, тогаш е можно да се постигне најдобар можен исход на грижата. Во тој контекст би се осврнала и на поделбата на примарните здравствени услуги на превентивни од една и куративни од друга страна. Конкретно, проблемот со кој се соочувам секојдневно. Со формирањето на превентивните стоматолошки тимови се појави јас во примарната стоматолошка заштита кај децата, токму поради одвојувањето на превентивата и куративата, и голем дел деца мораат да доаѓаат на стоматолошките клиники, кои се дел од терциерната здравствена мрежа, дури за наедноставни стоматолошки интервенции. Со промена на оваа поставеност ќе имаме посеопфатна грижа и помали економски издатоци. Тоа се однесува и на грижата за здравјето на мајките и децата. Идното здравје на нашите деца зависи од здравствената состојба на мајката уште пред забременувањето, но и од квалитетот на емотивната и социјалната врска помеѓу мајката и најблиското семејство со новороденчето веднаш по породувањето. Оно што би сакала да го потенцираме, дека неопходно е сеопфатно едукација на поединците во склоп на овој холистички пристап. Координацијата и комуникацијата помеѓу здравствените работници во примарната здравствена заштита и поврзувањето со социјалните сервиси е круцијално.
Тоа опфаќа координација и размена на информации помеѓу лицата во примарната здравствена заштита, општите лекари, превентивните тимови и оние кои пружаат грижа во домашни услови. Но тука спаѓаат социјалните работници, цивилното општество, организациите на пациентите. Едукацијата не подразбира само како да ја намалиме смртноста, туку и како да ја подобриме грижата. Таа треба да се однесува на планирањето на семејството пред бременоста, бидејќи секоја бременост треба да биде посакувана и секое раѓање безбедно. Исто така, треба да обрнеме внимание и на времето на бременоста, тајмингот, раздвоеноста и бројот на децата. Секако, посебно внимание треба да се посвети, како што спомна и министерот, на ризичните бременности и нивното следење, правилниот транспорт ин утеро и на предвремено родените бебиња, постоењето на мобилни гинеколошки амбуланти, адекватната патронажна служба, но и на правилната исхрана, поради фактот што голем број на негативните исходи на бременоста се поврзани со индексот на телесна маса. И на крај, но не и најмалку важно, вклучување во едукацијата на лицата со атипичен развој. Грижата центрирана на личност се практицира во модерната медицина и ние можеме да ја оживееме преку новата визија за мрежата на примарната здравствена заштита. Целта е да се придонесе со подобрување на здравјето на луѓето во заедницата и тоа да стане реалност, без разлика на возраста, без разлика на социјалниот и економскиот статус на луѓето. Затоа, неопходно е доследно спроведување на редовно ажурираните болнички протоколи, спроведување на стандарди, инвестирање во човечкиот капитал во болниците и обуки онаму каде што се случува раѓањето. И она што е според мене најважно, почитување на правата и желбите на мајката. Иако овие цели кај нас во голема мерка се постигнати, бидејќи активно се работи на агендата 2030 и целите за одржлив развој на Обединетите нации, како и со востановувањето на заложбите за планот за акција на Меѓународната конференција за популација и развој во Најроби, сепак потребно е да се направи понатамошен поттик здравствениот сектор да продолжи да прави континуирани напори со цел понатамошна промоција и заштита на здравието на децата и жените во репродуктивниот период. Ви благодарам.